Инфлацијата во ноември порасна за 0,5% во однос на октомври, покажуваат податоците на Државниот завод за статистика. На годишно ниво, трошоците на живот се зголемени за 4%. Најголем месечен раст е регистриран кај транспортот од 1,7%. Поскапување има и кај рекреацијата и културата од 0,9%, храната и безалкохолните пијалаци од 0,7%, како и мебелот и одржувањето на домакинствата од 0,5%. Индексот на цените на мало месечно порасна за 0,6%, а годишно за 3%, при што најмногу поскапеле прехранбените производи. Министерството за дигитална трансформација информира дека остануваат уште 10 дена за аплицирање за студентските ваучери за електронски уреди. Досега се доделени 42.606 ваучери, од кои искористени се 27.426. Вкупно се предвидени 55.000 ваучери за студентите на додипломски студии запишани во учебната 2025-2026 година. Рокот за аплицирање е до 20 декември 2025 година, а ваучерите можат да се искористат најдоцна до 31 декември годинава. Рускиот председател Владимир Путин со указ го разреши Сергеј Базникин од функцијата вонреден и ополномоштен амбасадор на Русија во Република Македонија. Од Крем и засега не се наведени причините за неговото отповикување, дали се работи за редовна ротација или за дипломатски причини. Базникин беше начело на руската амбасада во Скопје од 2018 година. Неговиот мандат беше обележан и со дипломатски тензии, особено по почетокот на војната во Украина во 2022 година, кога Македонија протера руски дипломати. Протестите на грчките земјоделци продолжуваат и денес, со блокади на повеќе регионални патишта и гранични премини. Граничниот премин Евзони, Богородица повторно беше затворен за сообраќај од и кон Македонија, со повремени прекини во текот на денот. Сообраќајот е нормализиран кај преминот Ники, Меджитлија, додека граничниот премин Дојран функционира без застој. Грчката влада најави итни мерки и диалог со земјоделците поради доцнење на субвенциите, додека тензиите најмногу ескалираат на Крит, каде имаше и судири со полицијата. Владата порачува дека е отворена за разговори, но нема да толерира насилство. Германски воен авион кој летал од Берлин кон Приштина не можел да слета на аеродромот Адем Јашари поради густа магла и технички ограничувања. Според Flight Radar 24, авионот кружел во воздух околу 7 часа, пошто бил пренасочен и слетал на Скопскиот аеродром. Од Агенцијата за воздухопловни услуги појаснија дека авионот немал сертификат за слетување во услови од Кат 3Б, што е неопходно при намалена видливост. Иако аеродромот во Приштина има таква опрема, условите и сертификатот на авионот не дозволувале безбедно слетување. Повеќе од 1 милион работни места останале непополнети во Германија во третиот квартал од годинава, покажуваат податоците на Институтот за истражување на трудот и вработувањето. Бројот на слободни позиции се намалил за околу 2% во однос на претходниот квартал и изнесува 1,03 милиони, додека на годишно ниво падот е речиси 20%. На секој 100 отворени работни места има 288 невработени лица. Аналитичарите оценуваат дека побарувачката за работна сила стагнира, што укажува на слаб пазар на трудот во услови на забавена економија. Швајцарската банка UBS планира дополнителни до 10.000 отпуштања на работни места до 2027 година, како дел од долгорочната интеграција со Credit Suisse, објави швајцарскиот весник Sonntagsblitz. Отпуштањата ќе бидат резултат на укинување на дупли позиции, интеграција на информатичките системи и централизација на функциите. Аналитичарите предупредуваат дека процесот ќе има значително влијание врз пазарот на труд во Швајцарија, каде финансискиот сектор е клучен. Од UBS посочуваат дека намалувањето на бројот на вработени ќе се одвива постепено за да се ублажат социјалните последици. Работниците на Starbucks во САД продолжуваат со штрајкот за повисоки плати, повеќе вработени и подобри работни услови, а поддршка добија и од синдикати во 10 земји ширум светот. Според синдикатот, околу 3.000 баристи штрајкуваат во повеќе од 100 американски градови. Компанијата тврди дека протестите зафаќаат помалку од 1% од локалите и немаат значајно влијание врз работењето. Во меѓувреме, се одржуваат протести во Велика Британија, Европа, Австралија и Канада, со што се зголемува притисокот врз раководството додека преговорите се во застој. Обновените конфликти меѓу Тајланд и Камбоџа продолжуваат трет ден и покрај примирието што во јули беше постигнато со посредство на американскиот председател Доналд Трамп. Тој изјави дека повторно ќе се вклучи и ќе се обиде да го сопре судирот. Тајландскиот министер за надворешни работи, сепак, оцени дека моментално нема услови за преговори. Во досегашните судири загинаа најмалку 48 лица, а двете земји евакуираа стотици илјади жители од пограничните области.
Времето денеска сончево со мала до умерена локална облачност. Во утринските часови наместа ќе има зголемена облачност, која во текот на денот ќе се намали. Ќе дуба слаб ветер од северозападен правец. Во Скопје, предпладнево делови од котлината ќе има услови за појава на слаба магла. Во текот на денот времето ќе биде сончево со мала до умерена облачност, претежно тивко. До крајот на неделата земјава ќе биде под влијание на висок воздушен притисок, кој ќе услови стабилно и релативно топло време. Поделни котлини во предпладневните и ноќните часови ќе има појава на магла.